Првата и единствена пештера во која што сум влегла е Грота Гиганте, близу Трст во Италија. Во 1995-та таа влегла во Гинисовата книга на рекорди како најголема пештера отворена за посетители на светот. Кратко време по благото спуштање се отвора поглед кон огромна просторија која изгледа како катедрала. Во неа владее необичен спокој со звук на понекоја капка која се слева од зидовите. Паралелен свет во кој човек се чувствува како поблизу до нешто моќно што царува со подземјето, некоја мистична сила која ги изваела сите овие облици и која е незаинтересирана за животот над земјата. Единствено што бара е да не биде вознемируван. Јас сум Илинеја Кимовска. Во оваа епизода од подкастот Обични луѓе ќе зборуваме со човек кому под земја во мракот, среде карпите и сталактитите, се чувствува пријатно и безбедно. Над земја пак со својот тим често учествува во спасување на луѓе залутени или повредени во планина. Така и слушнавме за него кога медиумите неодамна известија за таква спасувачка акција близу Прилеп. Спелеологот Дарко Недановски. Мајка ми, татко ми, да, уште како мал, најмногу мајка ми, така, ама зашто, нели, влегуваш натре, дали нема некој друг нормален спорт, нели, да вежбаме и тие прашања ги имаше. Кај го најде баш ова? Да, кај го најде то. Но имав поддршка тука и од татко ми, затоа што и татко ми, нели, беше член на Златоров на клубот. И иако тој, нели, се занимаваше конкретно со планинарство, но ги знаеше сите постари луѓе на негова генерација кои што ми беа тренери, нели, и знаеше дека, нели, тоа е безбедна техника која што ја користиме и, нели, истражуваме таму долу. Прв пат на 12 години влегов во пештера, беше, тоа е, мислам, од клубот ми ја организираа и тоа е во село Ревоец, Рамниште се вика пештерата. Тогаш за прв пат влегов во пештера. Денес тоа некогаш 12 годишно момче е спелеолог, инструктор и спасувач. Човек кого сакате да го имате крај себе ако некогаш влезете во пештера, се симнувате во пропасти или сакате да дознаете нешто повеќе за тоа што е спелеологија. Спелеологија е наука за изучување на пештерите и пропастите, а спелеолог е човек кој што се занимава со истражување, дали од научен аспект или од спортски, рекреативен аспект, за да ги истражува, да ги посетува пештерите, нели, да документира, да скицира, да работи со single rope техники, тоа се техниките на единечно јаже, кои што треба да ги знаеш за да можеш да се спуштиш долу. При истражувањето на пештерите секогаш е различно. Најпрво, нели, треба да си со некој искусен спелеолог кој што долго време се занимава со тоа, дали од научен или спортски карактер, затоа што секоја пештера е различна. Немаме некаква дефиниција дека мораме според овие правила да влегуваме внатре. Да, мислам, имаме правила кои што ги користиме како кодекс, нели, што каква опрема треба да користиме, колку часови би се задржале внатре, храна, кого да го известиме, затоа што долу во подземниот свет, каде што нема никаков сигнал, мораме да внимаваме на сите работи. Искуствата и вештините се стекнуваат постепено со тоа како продолжуваме да работиме и да истражуваме и да се надоградуваме самите себеси. И затоа се потребни основните принципи на запознавање на пештерите, на спелеологијата, па се до основни принципи за користење на техниката на единечно јаже и сите тие алатки и појаси кои што ги користиме за да се спуштиме во одредени пропасти, затоа што кај нас како поим пештера значи кога влезот на пештерата е хоризонтален, а пропаст значи кога влезот на таа пештера е вертикален. Значи мораме прво да се спуштиме со јаже, па потоа, нели, има ходници кои што би се движеле и канали за да продолжиме внатре. Кои вештини треба да ги поседува оној кој сака да се занимава со спелеологија? Дали е пресудна физичката спремност? Физичката и тука би го спомнал тоа и психичкиот момент, затоа што тие одат заедно. Како мал доста често знаевме да, така како со другарите кои што почнувавме, да не фати некаква кластофобија или да размислуваме што ако се одрони, не знам, дел од карпата или некако парче камен, но со тек на време сваќаме дека тоа уствари е природата која што е создадена таква, по природен пат, дека се тие принципи кои што треба да ги изучуваме ние за да знаеме во кој дел каде да поставиме сидриште, каде да се спуштиме и како би можеле да ги толкуваме и да ги знаеме значењето на таа карпа, која што се наоѓаме таму долу внатре.
При разговорот Дарко често употребува термини за кои никогаш немаме слушнато. Сидриште, асендер, десендер. Го замоливме да ни ги појасни. Single rope техниката или техниката на единечно јаже потекнува од Франција. Од француската наука, каде што веќе долги години, десетици години пред нас луѓе работеле професионално да ги истражуваат тие работи, се со цел да ја олеснат работата при истражувањето, за да може со што помалце опрема, нели, да се слезе или да се спушти што подлабоко. Техниката на единечно јаже се работи со едно јаже, без осигурително јаже. Тоа значи дека мораме многу внимателно и професионално да ги избираме сите места каде ние бушиме во карпата, затоа што кога слегуваме надолу ние бушиме дали со бормашина или со рачен борач во карпата, ставаме нели штраф, типлон, потоа борка и така правиме чвор на јажето и нели тоа го наставуваме за се што е можно подолу да слезиме. Потоа тука се и алатките кои што ги користиме. Имаме нели асендер, десендер, нели алатки за спуштање и за качување. Кога се качуваме користиме рачна спонка, гранна спонка и ножна спонка. Тука е и нели дводелниот појас кој што е составен од главниот појас и граден појас. И за спуштање користиме десендер, дали стоп десендер, simple десендер, веќе има различни десендери на алатки и фирми кои што ги изработуваат тие алатки за спуштање. Како изгледа тоа десендер? Десендер изгледа една направа која што ја користиме во левата рака, каде што има две макари, тоа се едни две тркалца кои што низ него го пронуваме јажето, потоа го осигураме, додаваме уште еден помошен карабинер на него, кој што е се веќе претходно закачени на нашиот централен карабинер кој што го имаме составен на појасот, и самото јаже прави протривање низ тие макари и така се спуштаме надолу. Како изгледа процесот на истражување откако ќе добијат информација дека некаде постои пештера или пропаст во која досега никој не влегол? Сме имале многу такви случаи и многу ни е драго затоа што кога одиме за прв пат сме наистина многу возбудени, затоа што тоа е уште една пештера која што ја ставаме на хартија во архивата наша и не знаеме што не очекува долу. Од самата информација, дали сме ја добиле од некој локален жител во местото каде или од некој наш познаник или пријател кој што претходно ја знаел или од некој ловџија кој што се доста често тие се цело време на терен па знаат сосема случајно некогаш да поминат покрај некоја таква пештера или пропаст и не информираат. Ние веќе прво го гледаме теренот, на каде се наоѓа, на колкава надморска висина се наоѓа, дали имаме некакви податоци за тој регион и слично. После тоа се составуваме тим кои што се упатуваме кон влезот на пештерата, да ја најдеме. Ако станува збор за хоризонтално, се упатуваме без потреба на јажина и сите тие алатки кои што ги користиме, доколку станува збор за пропаст, за дупка вертикала, тогаш најпрво го бираме тоа почетно сидриште, кое што е од големо значење и мора да биде осигурително, затоа што тоа ни е почетната точка каде што започнуваме да се спуштаме надолу. Што значи точно сидриште? Тоа е место на кое што се кове нешто што ќе ве држи вас? Да, сидриште не секогаш значи дека бушиме во карпата, тоа може да биде и дрво, значи стебло од дрво, може да биде возило, може да биде некакви гранки кои што ги користиме се со цел каде што имаме цврста подлога, за да можеме тоа сидриште да издржи нашата тежина. Затоа што ние по него и треба да се спуштиме прво и да се искачиме. За секој човек поединечно сидриште? На едно сидриште одиме сите. Затоа е таа техника единечно јаже, со едно јаже да се спуштиме сите, без разлика дали сме 2, 3, 5, 10 луѓе, сите се спуштаме по едно. Еден човек едно јаже, туку сите на едно јаже. Да, сите на едно и така се префрламе. Значи на секој 15, 20 или некогаш и на многу помала разлика должинска, затоа што исто така техниката на единечно јаже, едно од правилата е дека не сме јажето никаде да трија. Значи ни на најмала некој запад од карпа кај што има површина, значи не сме и да трија. Воздух можеме да имаме, значи немаме проблем до сега, затоа што тука конкретно кај нас во Македонија немаме некои пештери кои што се со голема ситуација, поточно големо намаление на ситуација на воздухот или со некакви отрови или CO2, не знам, различни супстанции. Немаме проблем тука во Македонија, можеме да останеме колку сакаме.
но тука веќе доколку стануваме подолго време ни е потребно да носиме бивак. Тоа е камп кој што го правиме за солниште внатре долу, се со цел да ни биде потопло, поудобно, да можеме да одмориме, да земеме пауза за топол оброк, за чај, затоа што е неопходно, сепак долу мораме да конзумираме и храна и течности. Кај нас тука немаме многу влажни пештери и можеме да си дозволиме разновидна храна, да си носиме со нас и зависи колку дена стануваме. Ако сме конкретно за еден ден, значи носиме само еден оброк долу, потоа излегуваме и вечера. А конкретно ваму изминатите 6 дена каде што бевме, имавме подготвена храна која што ни беше по програма. Значи јадевме многу мали количини. Најмногу јадевме од алпските кози, пршути, шпекови, така мрсна храна, да, протеинска, затоа што да не држи повеќе. Јадевме претходно подготвени тестенини кои што одговараа за нашите експлозивни тренинзи, затоа што работевме таму од 15, 16, 17 часа во текот на денот. Спијавме многу малце, затоа што времето не ни беше ориентација. Значи, кога ќе се изморевме, тогаш спијавме по 3, 4, 5 часа секој ден и тоа беше максимум што можевме, и температурата беше 1,5 степен. Навистина е тешко и екстремно, влажноста беше голема и сега кога ќе се разбудиш, после тие 5 часа треба повторно да го облечиш тој комбинезон кој што ти е мокар и во температура од 1,5 степен. Имавме само две одела, работно комбинезон и суви одела каде што тие неколку часа влегувавме во вреќите за спијање за да можеме да одмориме. Која му била досега најопасната или најкомплицираната експедиција? Па искрено ова беше последната која што го поставив, стварно беше најкомплицираната и експедиција која што сум учествувал, каде што слеговме на 1200 метри и 6 дена станавме внатре. Во Словенија тоа што било? Да, ова е во Словенија, на западна Словенија, на Канин планина, одма на самата граница со Италија. Тука е скијачкиот центар Канин, на 2300 метра се наоѓа пропаста Скрајлево брезна. А што беше опасно таму? Само затоа што е длабоко? Е поризично? Внатре беше опасно најпрво длабочината, потоа имавме меандри кои што беа тесни, каде што има моменти, а меандер е еден тесен канал, каде што имаш простор само да влезеш странично, бочно. Значи не можеме обратно, како што се движиме, и буквално влегуваме и на моменти ја вадиме дури опремата од нас, и така продолжуваш, не знам, 100 метри, и после 100 метри имаш простор да се свртиш со вратот да видиш каде си влегал. Тие се такви моменти. Да. На моменти секако имаме такви тешки мисли кои што ни поминуваат што бараме ние тука, зашто не седиме горе на површина. Но сепак љубовта кон истражувањето и да слезиме што подлабоко е многу поголема отколку тие мисли, па затоа тие мисли само така ни поминуваат низ глава. И мора многу да се внимава тој дел затоа што доколку направиме еден погрешен чекор, едно погрешно движење, пример, десната рака ја движам за 10 сантими напред, треба и една, лева или десна нога, различно да исто така да ја поткренам, затоа што едно мало пролизгување во тие тесни канали заглавуваме. Во врска со спасувањето, што е потешко? Да спасуваш некого од подземја или од висока планина? Спасувањето во пештери е нешто што најкомплицирано, што може да се случи буквално во целата планета. Тука на површина без разлика дали ветар, снег, секогаш имаме многу материјално-технички ресурси, возила и хеликоптер, дури во случај при несреќа, бараме тело, но таму долу ги немаме никакви, најпрво немаме средства за комуникација, многу тешки услови, многу малце ресурси и се одбираат строго професионални луѓе кои што со години се занимаваат во овие работи, затоа што јас конкретно скоро секоја година посетувам конкурси, семинари, обуки, тренинг кампови, тоа кои што ни се задолжителни се да бидеме во тек со сите тимови за да во случај ваков да можеме сите да одговориме, затоа што нема држава која што е подготвена да има, не знам, 150-200 луѓе од таков кадар во еден момент. Најпрво ни е драго што можеме на некој начин да помагаме, затоа што спасувањето е една хумана, прекрасна наука, затоа што
сепак одиш да му помогнеш на некого, каде што тој човек во секој момент бара поддршка, бара помош. И сме во контакти, и се слушаме, и комуницираме и понатака. Па еве конкретно би наброил неколку случаи. Имавме случај каде што едно момче си ја скрши ногата, значи глуждот горе во планина на 1500 метри. Друг случај каде што лице си го повреде колкот при пат на Карпа. Во Крушево спасувавме параглайдерист кој што при летање со параглайдерот му се сплеткала дел од крилото и паѓа директно на крошните од високите дрвја кои што се таму по 15 метри и среќа што платното горе се заглавува во крошните дрвата и така параглайдеристот кој што певме да го спасуваме се уште беше здрав и жив, немаше сериозни последици, но беше горе на високите дрвја. Го прашавме и за последниот случај за кој дознавме од медиумите. 2 девојки од Полска беа спасени од Карпа под манастирот Трескавец. Тоа ни е последен наш случај. За среќа наистина немаше сериозни повреди. Овој случај беше спасување од стрес, од невнимание, затоа што не секој човек кој што оди во планина има искуство од познавање на планината и природата и планирањето. Некогаш луѓе неподготвени се движат на терени каде што треба да има барем водич или некој локалец кој што може да ги насочува. Двете девојки се оддалечуваат од групата поради приватни причини, нели? И ја сгрешаваат патеката на движење и под една стрмна спила продолжуваат направо, првата девојка се зализгува, губи контрола и ја фаќа паника и стрес каде што бара помош и другата девојка оди да ја помага и таа се зализгува и буквално стануваат на тој наклон, иако многу нормално се ние би кажале не е се толку ризично, не беше вертикала, но сепак тоа е еден стресен момент кај што влегуваме во други спасувања. Не секогаш ако имаме повредена или скршеница, значи дека е спасителна акција. И ова е спасителна акција, затоа што ако не стасавме ние на време, ние стасавме после еден час од кога ни ја добивме известувањето за да се упатиме. Ако не стасаме на време, тогаш веќе паѓа мрак и уште подлабоко влегува тој стресот, затоа што тие луѓе не се нашле во таква средина, не знаат како да се едноставно да се однесуваат кон себе. И покрај сите убави нешта, Дарко отворено зборува и за проблеми во промоцијата на природните богатства во нашата земја. Пештерите се нудат како место за туристичка посета и се обележуваат како такви, дури и кога нема безбедна патека до нив и тие не се прилагодени за таква употреба. Тоа беше еден проект кој што општина Прилеп го имаше завршено со невладина организација каде што поставуваат табли на пештери, каде што стварно тоа е дури страшно, затоа што ти ги упатуваш луѓето директно додат таму. Без никакво елаборат на пештерата, без дали да се направат студија за пештерата, дали таа е безбедна за туристи да влегуваат внатре, дали има одбрани, дали има биолошки, дали има животни внатре. Без никакви такви истражувања тие поставуваат такви табли каде што одредени групи планинари нормално кои ќе забележат таа табла, иако беа поставени само таблите, па дури и патеката на движење од таблата главната до пештерата не е средена. Значи ти комплетно можеш и да ги изгубиш тие луѓе во природата. Дали помеѓу членовите на спелеолошките клубови кај нас има и жени? Пополека се развива и тоа кај нас. Малце спелеологијата, иако е основана Спелеолошката федерација уште во 2002 година, изминатите години пополека ги правиме промоции, каде што затоа што зема се поголем замов. И како и сите овие аутдорс активности што се случуваат и спортови во планина, така и спелеологијата постепено се развија кај нас пополека и има многу храбри девојки кои што сакаат да истражуваат и да се спуштаат, да влегуваат внатре во подземниот свет. Освен опасни, дали имало и смешни случки или местенки помеѓу колегите? Па да, имаме такви една мелничка пештера тоа во Мариово, каде што е составена во конгломерати и бречи. Значи нема како што има украси од сталагмити и сталактити, туку овие се како блокови карпи се циментирани една со друга, мали и големи. И таа е буквално како швајцарско сидење, значи влегуваш во еден канал и после неколку метра не можеш да се вратиш назад, ако конкретно не ги знаеш.
И таму доста наши така почетници ги носиме или некои луѓе кои што сакаат да од странство наши колеги да го видат така во тој кастен предел. И секогаш ги оставаме тие да водат и после неколку метра, знаеш, не знаеме каде да се вратиме или па ние малце чим застаниме малце поназад, па методот нели на како влегуваме во нова пештера нели треба да обележуваме. Дали со камчиња, дали некакви маркации се оставаме, нели да знаеме каде се враќаме. А во оваа пештера буквално значи можеш и доколку ставаш маркации можеш да се загинеш. Ако не ставаш многу, нели поблиску треба да ги ставаш. И таму така ние доста секогаш имаме смешни ги затоа што сите се загинали. И јас дури сум се загинал кога ме населе прв пат. Кога се симнуваат во подземјето, Дарко и неговите колеги се обидуваат да не ги вознемируваат тамошните жители, лилјаците и другиот жив свет. Таму не треба да се пушта музика, да се зборува гласно или да се свети директно во нив. Не смееме да им го нарушуваме нивниот дом, вели тој. Кога луѓето и горе би се однесувале така со оние околу нив, надземјето би било сигурно поубаво место за живење. This world has ears and rocks have eyes. Nature loves to hide. The world is a bush full of fiery eyes. Nature loves to hide. I've traveled a lot, I was observed. I was observed and unaware. I've traveled a lot unaware. I was observed, I was observed. We are not alone. Good news for we are not alone. Good news we are not alone. We are not alone. Good news we don't see them. Good news we don't see them. Good news we don't see them. Јас сум Илина Јакимовска, аудиомонтажа Бојан Угриновски. Повеќе фотографии за досегашните истражувања и акции на Дарко, како и целосен транскрипт, можете да најдете на нашиот сајт обичнилуѓе.мк. Доколку сакате и самите да станете спелеолог, обратете се во Спелеолошката федерација на Македонија, чиј претседател е токму Дарко. За оваа епизода користевме музика од човек со многу соодветно име – Ник Кейв. We don't see them.